Обвинителството беше подготвено да одговори на сите предизвици за обвинението, што бевте сведоци. Се започна со главна расправа, ги изведат материјалните докази, останаа да се изведуваат вербалните докази кои очекуваме дека на следното рочиште ќе бидат изведени. Вообичаено не очекуваме дали некој ќе призна или не, ние подготвени одиме на секоја судска расправа, подготвени да одговориме на сите можни алтернативи. Моето прашање е што го прави овој случај како специфичен? Споменавте во образложението дека немало оваков случај ниту во време на Југославија и во таа судска пракса. Што го прави овој случај како специфичен? Подготвувајќи се за ова судење и што во фаза на истрага проучува судска пракса од бивша Југославија навака, и да, имало неколку серијски убици, меѓутоа не сретна случај каде што доминантен мотив за сторување на кривичните дела била некрофилијата. Во светска пракса има неколку такви случаи кои ги анализирав и ги искористив на некој начин за да поставам обвинението и теоријата на случај во овој проблем. Како ќе го докажете мотивот? Како што наведов во воведните зборови и на тие околности се предложени и докази, тоа ќе биде корелација помеѓу обдукцијските наводи од една страна и судско-психијатриското вештачење. Воедно на истите околности се предложени и двете оштетени кои што ги преживеале нападите и кои што во детали опишуваат како бил извршен напад. И тоа сето во содејство со вештите наводи и мислење од обдукциите за видовите на повреди кореспондираат, се работи за исти или слични телесни повреди. Дали во текот на истрагата имате признание за ова од обвинетиот? Не би можел да одговорам на ова прашање се додека во процесна смисла тие докази не бидат изведени на судот. Денеска бевте сведоци дека ги изведовме материјалните докази. Дали во психијатриското вештачење има причина зошто е омразата кон жени? Рековте убивало и претходно омраза кон жени, зошто, од каде потекнува ова? Со оглед на тоа што е изведено денеска веќе. Да, изведено е, меѓутоа бевте сведоци дека бранителот го откажа полномошното. Тоа во процесна смисла значи дека предпоставувам ќе дојде нов бранител, кој што постои процесна можност да го оспорува или да изнесува предлага негово психијатриско вештачење, додека овој дел од постапката не биде расчистен, не би избрзувал со изјави на тие околности. Што може да ни кажете за предметот каде се има кривични пријави за двајца доктори што не знаеле да направат разлика меѓу природна и насилна смрт? Мислам дека еднаш претходно одговорив на тоа прашање во претходните брифинзи, меѓутоа ќе повторам. Основното јавно обвинителство Куманово во оформи предмет, прибавуваше докази, СВР Куманово поднесе кривична пријава, која што кривична пријава заедно со доказите кои што обвинителството ги прибави е доставено до Висшето јавно обвинителство Скопје заради определување, односно пренесување на местната надлежност на друго јавно обвинителство на подрачјето на Висше обвинителство Скопје. Кога ќе одлучат, ќе може и повеќе деталите да бидат. Застапник за еден за тројца од оштетените за една од починатата. Првин сакам да изразам сочувство до семејствата на починатите и да изразам жалење за овој ваков настан со ваков тажен епилог. Во однос на постапката, очекувањата беа дека обвинетиот ќе признае вината, но за жал тако нешто не се случи. Сите бевме во шок и изненадување кога истиот не призна вина. Исто така, поради тоа што имаше и советот неговиот бранител да признае вина, на денешното рочиште неговиот бранител го повика неговото полномошно. Од тука па натаму од страна на судот ќе треба да му биде определен бранител по службена должност, па сега моментално постапката е во фаза на доказна постапка, во тука натаму ќе видиме што ќе следува и како ќе се одвива постапката. Согледно тоа што го застапувате, семејството не е сумирана жртва. Што кажуваат тие? Не се сомневале ли во начинот на кој што е почината на таблицка, сега се дозна и дека била убиена. Таа била сепак погребана како природна смрт, а не знаеме дека има кривични пријави за двајца доктори. Тие се сомневале ли? Ќе оставиме во текот на постапката со оглед дека сега моментално сме во фаза на доказна постапка, ќе оставиме
од доказите кои што ќе бидат изведени да се докаже што точно се случувало и како се случувало. Тие досега се повикани во обвинителството да дадат исказ за таа постапка за докторите? Сите се повикани. Вашето име и презиме. Оштетени на жртвите Мира Станковска и жртвата Марија Мариновска. Да. Што очекувате како епилог? Бидејќи рековте дека сакате правично и така и бараат и семејствата, што според вас ќе биде правична одлука за обвинителот? Со оглед на начин на извршување на овие кривични дела, како што се опишани во обвинителниот акт, станува збор за на брзок начин и суров начин извршување на овие кривични дела, така да очекувам судот да определи максимално казна. Кои се очекувањето од другата постапка која што се води? Сепак вие сте застапник и на еден од семејствата кој што беше сумирана жртва, кои се очекувањето таму? Сепак за сето ова да се случи довело нешто што претходно не било откриено. Видите, очигледно е дека имало пропусти во самиот систем, така што да било спречено првото убиство, можеби би биле спречени останатите убиства. Меѓутоа, за жал, тоа не е така. Знам дека има друга постапка против двајца доктори, меѓутоа за сега немам доволно информации за тој тек.